слушате неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е првиот председател на Собранието во Независна Македонија, господинот Стојан Андов. Господин Андов, останува неизвестно дали и кога СДСМ и ДУИ ќе го активираат продолжувањето на консултативната седница на Собранието, што беше најавено како опција. Според вас, кога може да се одржи таква седница, кога на улиците има демонстрирање на расположение дека граѓани ќе излезат како ограда пред Собранието или постои друго мудро решение за излез од политичката криза? Продолжувањето на седницата која сега во тек е можно секогаш, во секој момент, и би било корисно да што поскоро продолжи таа седница, се избере председател на Собрание и така натаму. Но за тоа не се пречки демонстрациите. Во минатото колку пати ние сме држале седница на Собрание, па дури ни влегува и у зградата, кршеа и така 2001 особено тоа беше таков случај. Ние не престанавме ни во еден момент да работиме. Не е тоа причината. Причината е што е малку поширока оваа криза, и тоа не е криза само на Собранието и неговата работа, туку централно место е сега што ние не можеме влада да избериме, а тука, меѓу другото, и овој став на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, кој има своји причини и ги кажува и одбива да го даде мандатот на Зоран Заев, кој пак има легитимно мнозинство во парламентот, и тој спор мора што поскоро се рече. Кога тоа ќе се реши тој спор, ќе се реши и продолжувањето на Собранието, на работата на Собранието и така натаму. По упатеното писмо на Иванов, со кое бара повлекување на платформата од светските лидери, какви сигнали се испраќаат кон дипломатскиот свет и дали со тоа тој испраќа децитен став дека нема да се преодомисли и покрај изјавите од представниците на Европската заедница и на САД, кои упатија остри критики поради неговото одбивање да го додели мандатот? Тој не упати писмо до сите светски лидери. Например, не упати писмо до председателот на Руската федерација Путин. Упати писмо, да кажам така, кај што има легална основа за тоа. Таму, кај што ние имаме специјални односи. Да кажеме, ние имаме барање да бидеме примени за полноправно членство во Европската унија, упати писмо до председателот Туск на Советот на Европската унија. Според тоа, таков е изборот на председателот. Од таму треба да, на нашиот председател на државата, од таму треба да видиме и кои се неговите намери. Сигурно прва негова намера е да тие инстанци прецизно ги информира како што тој ги разбира работите, да ги информира за што се случува овде и зошто тој не го дава мандатот. Тоа е едната цел и тој ја оствари таа цел. Втора цел е, јако не кажува, сепак да чуе што тие луѓе мислат, што тие инстанци мислат за неговиот потек. Ако не му е важно, да речеме, дека не му е важно што тие инстанци мислат за неговиот потек, нема ни да се обраќа на нив. Очекувам јас со нужни образложенија во скоро време Иванов да промене одлуката и да го даде мандатот на Заев, со тоа што ќе си сочува право тие своји гледишта и ќе бара, да речеме, ќе бара право кога ќе се бира владата да му се возможи специјално негово обраќање во Собранието, каде ќе ги каже сите овие негови забелешки. Со вашето присуство на политичката сцена посочивте дека никогаш не се случило председател на држава да условува доделување мандат. Дали одговорноста за продолбочувањето на политичката криза е само кај Иванов или и поради нетранспарентноста за прашањето на албанската платформа? За се има
нешто прв пат. Па и овде сега нас тоа прв пат ни се случи да одбие председател да даде мандат на лицето кое покажува оти во парламентот има мнозинство. Сега, што е причината? Причината тој сам ја наведе. Тоа е главната причина за него, а да се разјаснат работите околу тоа, колку е тоа точно, колку не е точно, важна причина е што тоа не е учинето сега, не е сторено, тоа е да се објави писмен документ за договорот врз основа на кој е постигнато тоа парламентарно мнозинство, со што ќе се отстранат сите проблеми околу тоа и се докаже од истравувањата на Иванов не се точни. Тоа е помалата причина, главна причина е што тој не го почитуваше уставот по членот 80, што му е 90, што му е исклучива обврска. Дали во оваа статус-кво ситуација, која дополнително внесува голема доза на неизвестност, мислите дека имаме капацитет сами да ја решиме ситуацијата или повторно ќе добиеме договор посредуван од меѓународната заедница? Ние секој сами мора да ја решиме, а дали при тоа ќе ни помага некој или не, еве, господинот председател на нашата држава побара помош, обраќа им се на сите, побара помош и веројатно тоа ќе биде едно од основите тие инстанции да укажат овде како мислат, што мислат и што се направи и тоа ќе влијае исто така на Иванов да се прашањето што поскоро реши. Колку прифаќањето, одложувањето или во крајна линија одбивањето на платформата може да влие врз нарешување на меѓуетничките односи, да иницира поголеми тензии и излегување на ситуацијата надвор од контрола? Мислам, тука тактички се погреши од страна на трите партии на албанците во Македонија, што некако лошо го поставија целото прашање на реформите, настрана тоа каде е направена таа платформа, туку и што тоа се постави како документ земи или остави. Да нема разговор за тоа, туку да е тоа диктат. Кога нешто сака да се постигне како договор, има смисла само ако за тоа се разговара и ништо претходно не е готово и не е непроменливо. За се може да се разговара. Тоа грешка беше, мислам, и таа грешка направи, придонесе за една голема, да речам така, национална мобилизација на македонците. Мислам, од целата таа работа има многу фалш работи, многу погрешно разбрани работи, погрешно сервирани работи и така натаму. И мислам, наскоро, кога ќе почне да се разјаснуваат работите, ќе се смири и таа мала нервоза во меѓуетничките односи. Со оглед дека имавме политичка криза која донесе предвремени избори и продлабочување на тамошна кризата поради тоа што не може да се добие мандат за формирање влада, дали сте оптимист дека која и да е влада што ќе се формира во иднина нема да се соочи со турбуленции поради ваквиот амбиент на поделеност и меѓу партиски поделби и меѓу етнички? Сега ја мислам оти ова што сега ќе се решава. Решењата кои сега ќе се донесат треба да имат траен карактер и да не бидат тие прашања што сега се, да не бидат причина да се обновуваат тензиите и на меѓуетничко ниво и меѓупартиско, па дури и меѓуверско. Сега и овие раководствата на поверска основа и тие почнаа да се изјаснуваат. Така да мислам оти ќе се создаде, треба творечки тоа да се работи, треба со ново знаење и дикат, што викат старите. Да може да се направи така работата да функционира сосема добро и во ред да биде. Какви ќе бидат следните чекори на Европската Унија кон Македонија и дали со ваквиот след на случувања може да се имплементираат реформите кои што ни беа нотирани? Така, за што ќе биде ставот на Европа? Ставот на Европа ќе зависи од тоа дали овде ќе почне да се пробива разумот. Кога ќе почне да се пробива разумот, кога ќе се смират нервите,
се посмират малку нервите и ќе почне еден друг да изслушува што кажува и што мисли, тогаш веќе ќе се создаде атмосфера во разјаснувањето на некои прашања да може да помогне и Европа и ќе ни помогне. И Соединените американски држави би помогнале, бидејќи ги означи точно центрите кои имат легално право. Сме им дале право со договори и така натаму. Од страна на председателот того направи он се. И значи да може да ни помогне на тие, иначе не може да ни помогнат ако нас не фати беснило, лудило и така натаму. Сега уште не сме така, ама одат кон тоа работите и затоа сега треба трпение и внимание многу да се правилно да се толкуваат сите работи за да може да биде работата добра. Ви благодарам на разговорот. Мола. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.